Основното училиште Кузман Јосифовски Пито од Кичево е едно од поуспешните основни училишта не само во Кичевскиот регион, туку и во Република Македонија, училиште кое што долги години наназад е вклучено во голем број на проекти од локален, државен, меѓутоа и од меѓународен карактер. Токму за еден таков проект кој што е од меѓународен карактер, проект наречен Од срце за срце, на која што тема е хуманост и солидарност. Денес во утринската програма на телевизија Мега ќе разговарам со Елизабета Арсовска, наставник по македонски јазик и литература во ова основно училиште, а воедно и координатор на проектот. Елизабета, добро утро и благодарам што сте гостин во денешната наша емисија. Добро утро и благодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија. Така, јас себе на почетокот би сакал да ве запрашам токму како координатор на проектот, што всушност значи овој проект и за самото училиште, за училиштето Кузман Јосифовски Пито од Кичево, кои активности на почетокот ги имавте работено со овој проект и кои други училишта се вклучени? Ова не е прв пат нашето училиште да работи проект на АЦЕС Академијата. Тоа е Академија на училиште од Средна и Југоисточна Европа. Проект работевме во 2012 година, кога за прв пат станавме член на АЦЕС семејството, и тогаш работевме проект поврзан со медиумите и медиумската писменост. Бидејќи Академијата секоја година има различни теми. Оваа година, 2015-2016 година, темата беше хуманост и солидарност. Академијата има мрежа, интернет мрежа, преку која училиштата можат мрежно да се поврзат и да склучат партнерство. Дозволено е двојно и тројно партнерство на училишта од различни држави, од Средна и Југоисточна Европа, во кои што спаѓаат Република Македонија, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, ми се чини дека се Албанија, Словачка, Австрија и уште неколку други држави, и кои што работат апликации на дадената тема од таа година и аплицираат до Академијата. Оваа година имаше преку 200 апликации и нашето училиште за среќа имаше таа чест, значи да му биде проектот одобрен заедно со уште 40 други училишта, проекти. И проектот е поделен во 3 фази, го носи насловот Од срце за срце, всушност поврзано со хуманост и солидарност како тема. Нашите партнер училишта доаѓаат од Република Србија, од Република Босна и Херцеговина. Специфично е што едното училиште кое што доаѓа од Република Србија, од Белград, е училиште за деца со оштетен слух, значи за глуви деца, а училиштето од Тузла, Босна и Херцеговина е училиште, значи кој што се наоѓа во централниот дел на Тузла и кој што, значи, работи со деца од прво до 8 одделение, за разлика од училиштето од Србија, кој што работи со деца од средно образование, основно и средно образование. Првата фаза заврши во месец ноември, кога ние бевме домаќини на првата партнер средба, во која што беа предвидени многу активности поврзани со хуманоста и солидарноста. Главен акцент во проектот се хуманитарните концерти кои што ќе се одржат во секој училиште од партнер училиштата. Првиот концерт се одржа во Домот на културата во Кичево, а средствата што беа собрани беа наменети во хуманитарни цели, беа доделени на семејство кое што има болно дете. Вториот концерт, кој што само што заврши и се одржи на нашата втора партнер средба во Тузла, исто така беше од хуманитарен карактер и средствата ќе бидат донирани за социјално загрозени семејства. И третиот концерт што ќе ни предстои во Белград во третата наша фаза, значи ќе се реализира во Белград. Освен овие хуманитарни концерти, со проектот предвидени се и други хуманитарни акции, како што се собирање на играчки, на стара облека. Понатамо имавме работилници, кога за време на трајањето на нашата прва средба, работилници поврзани со хуманоста и солидарноста, каде што наставниците со учениците соработуваа, објаснуваа, представуваа што значи хуманоста, што значи солидарноста, беа прикажани видеа поврзани со хуманоста и солидарноста и така натаму. Така,
Неодамна и вашето училиште беше во возвратна посета на училиштето во Босна и Херцеговина. Може ли еве да ни кажете нешто повеќе баш околу таа ваша возвратна посета? Колку ученици, колку наставници бевте таму присутни и со кои активности? На самиот, значи на почетокот на проектот, избрани беа 40 ученици кои што ќе учествуваат во проектот и 4 наставници кои што го реализираат проектот, бидејќи сепак е тоа пообемен проект и треба повеќе координација и повеќе работа. Сите 40 ученици кои што работеа во првата фаза, исто така продолжија и во втората фаза и беа на возвратна партнер посета во училиштето во Тузла. За време на оваа посета го посетивме домот за деца без родители, каде што дониравме играчки кои што нашите ученици ги собра пред да заминеме за Тузла. Како што претходно напоменав, одржан беше и хуманитарниот концерт. И не само со активностите поврзани со солидарност, учениците има можност да се запознаат со убавините на Тузла, со гостопримството на нашите домаќини и навистина се воодушевивме од сето на тие што ни го подготвија и што ни го организира. Така, го споменавте и третото училиште кое што е вклучено во проектот од Република Србија. Кога се очекувањата да имате меѓусебна соработка, односно посета обострана од двете училишта и кога овој проект би финиширал, еве да речеме, дали ќе продолжи во наредниот период или има нешто што ќе го обележи како завршеток? Проектот, кога се одобрува од страна на АЦС Академијата, има период од 9 месеци за негова целосна реализација. Всушност и во рамките на овие 9 месеци се планираат сите активности. Во третата фаза од проектот, која што е предвидена да се реализира во месец јуни, односно, извинете, во месец мај, од 4 до 7 мај, нашето училиште повторно ќе биде гостин на училиштето од Република Србија Стеван Дечански од Белград, каде што ќе се одржи последниот хуманитарен концерт од срце за срце и ќе се заврши проектот, односно ќе се презентира сето она што сме го сработиле. Во склоп на овој проект исто така ќе биде и електронска книга издадена со животни приказни на лица на целни групи, да речеме, на кои што им треба помош, самохрани мајки, деца без родители и така натамо, а исто така во склоп на проектот е и нашата Facebook страна и нашиот блог, каде што постојано имаме апели за помош, за хуманитарни акции и така натамо. Сите овие активности, значи, се во склоп на проектот, кој што ќе заврши во мај месец во Белград, а Академијата на секој завршен циклус во месец јуни организира завршна академија на сите оние учесници, 40 одобрени проекти на сите учесници во тие проекти, која што секоја година, секој циклус се одржува во Сењец во Словачка, каде што од сите реализирани проекти избира 5 најдобри по однос на реализираните активности, по однос на задоволување на критериумите кои што ги имаат тие, посебно за секоја област во која што доделуваат награди. Така, за крајеве може да ни кажете кои други проекти, односно во кои други проекти основното училиште Кузман Јосифовски Питу во моментов е вклучено и Значи, освен проектот на меѓународниот проект на Академијата за училиште на Средна и Югоисточна Европа, нашето училиште е единствено училиште од Македонија кое што е вклучено во проектот за човекови права во образованието на Верглен центарот. Направивме апликација и бевме единствено училиште кое што доби одобрение да го работи проектот. Проектот се работи со учениците од 9 оделение, односно со училишната заедница, каде што на учениците им е предочено кои се нивните права, правата во образованието, општо човековите права, детските права и така натамо. Имавме исто така семинар 7-дневен во Цетиња во Црна Гора во месец јуни. И со завршување на оваа учебна година ќе заврши исто така и овој меѓународен проект. Вклучени сме и во проектот за мултиетничка интеграција во образованието и во сите оние проекти кои што Министерството за образование и наука ги доставува до училиштата, значи сето оно што ни е стигнато го исполнуваме, значи работните обврски максимално си ги реализираме. Секој проект е добре дојден, сите оние кои што сакаат да соработуваат со нашето училиште исто така се добре дојдени и тоа е.
Јас ви благодарам за вашето гостување и ви посакувам многу успехи понатаму со И проектите. благодарам и вас. Почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму со утринската програма.